Мода Свети Николи оваа година ја облекува германската полиција со униформи и го потврдува квалитетот на работење по германски критериуми. Во овој момент работиме за германската полиција, за Берлин, Бранденбург, но тоа не е доволно за да ги решиме сите наши проблеми со недостигна на капацитет. За колкава количина станува збор и дали ова ги решава нарачките за работа за оваа сезона? Најголем проблем кај ваквиот вид на производство е што нема континуитет. Значи вие ако земете некој тендер, прво тоа многу трае, па додека се обезбеди репроматеријалот и потоа количините не се секој месец исти. Значи имате не месеци каде имате поголема количина, имате месеци каде воопшто немате. Така да тоа не е решение за проблемите со недостигна работа. Мода е веројатно еден од последните сигурни столбови во текстилниот сектор, но каква е состојбата кај другите? Падот на економијата во Европа, особено во Германија, тоа предизвика голем пат на поверувачката за текстилни производи, а кај нас Германија е најголем партнер, трговски партнер за извоз на текстилни производи. Така да судрено со другите проблеми, со тоа што огромниот пораст на платите во Македонија, значи замислете, ние имавме, да речеме, просечна плата во текстил од 2006-2007 година некаде 8-9 илјади денари, сега имаме 30 илјади денари. Така да тоа не направи неконкурентни и да заостанеме за конкуренцијата на далечниот исток. Текстилниот сектор работи досега во најнеизвесен период во кој нарачките драстично паѓаат, а тој годишно губи по илјадници вработени. Од некогашните 40, сега во државата има едвам 20.000 вработени.